Добро вечер, почитувани слушатели. Божи благослов. Вие кои што ова вечер се разбира ја слушате емисијата Гласот на вистината. Сакам да ве поздравам во името на Бога и да ви посекам убава и благословена вечер со емисијата Гласот на вистината, која што се разбира се емитува еднаш неделно. Почитувани слушатели, всушност ова е последната емисија за ова година 2025 година. И ја верувам дека имавме една богата, плодоносна година каде што можевме се разбира да се поучуваме од Словото Господово, тоа е всушност од Библијата и да зборуваме за големите прашања за животот. Повторно ќе зборуваме за овие прашања. Навистина, минатата емисија напоменав дали би било вредно толку емисии да се посветат на овие три прашања. Сметам и тоа како е вредно да се посветат толку емисии, затоа што дури мислам дека е малку да се посветат толку емисии, затоа што навистина овие се многу битни и клучни прашања за нашиот живот. Или тие ќе не одведа кај Бога, ќе бидеме со Бога или ќе бидеме вечно одвоени, се разбира, од Господа. Почитувани слушатели, зборуваме дека смртта не е крај. Но нашето прашање кое што ние го поставуваме не кога ќе умрам и како ќе умрам, кога ќе биде тоа, но нашето прашање е каде ќе одам после смртта. Дали гробот е последното место, последната дестинација, или пак има нешто повеќе? Почитувани слушатели, затоа е многу важно да ја читаме Библијата, а исто така да ги слушаме сите овие емисии кои што се посветени на овие прашања. Затоа ви реков дека се многу битни и многу важни прашања. Ретко денеска да можеме да слушниме по овие теми, ни сите социјални мрежи. Затоа сакам да ви кажам дека е битно и убаво да ја слушате емисијата Гласот на вистината. Немам цел да ве убедувам, но слушајте ја и донесете сами заклучок. Колку е многу битно да се слуша емисијата Гласот на вистината. Минатата емисија спомнавме многу работи, но она што беше многу важно дека сепак ние сме поминувачи на овој свет и тоа треба да го запазиме. Луѓе кои што сме гости, кои никој од нас не е дома. Видовме дека смртта е сегде присутна. И видовме дека ако нешто денеска во овој свет е сигурно, е всушност смртта. Потоа заклучивме дека ништо не можеме да понесиме со нас од тука, затоа што ние голи се родевме и голи ќе се заминиме од оваа земја. Што е тоа што ќе понесиме пред Господа? Што е тоа што би можело да не оправда пред Господа и да го наследиме, се разбира, Царството Божјо? Затоа што сите ние треба да се стремиме и да се надеваме на таа небесна татковина, која Бог ја припрема за секој кој верува во Исуса Христа, нашиот Господ и Спасител. Без Исус нема спасение. Тоа мораме еднаш да се разбериме. Дека без Исус нема влез во Царството Божјо. Само преку верата во Исуса Христа ние можеме да бидеме дел од Царството Божјо и да го избегнеме пеколот. Кога ќе дојде време да зборуваме за пеколот, ќе видиме дека пеколот не е место на веселба. Пеколот не е место на радост. Пеколот е место на тага и на мака. Мака која што ќе биде цел живот. Во пеколот не постои надеж дека ќе имаме подобро утро или па дека ќе се надеваме на подобри времиња. Тоа ќе биде завршна работа. Затоа сега е времето каде ние можеме да размислуваме и да донесиме, се разбира, одлука за нас, за нашите деца и така натаму. Почитувани слушатели, видовме дека голем дел на луѓе размислуваат по ова прашање, се занимаваат, но исто така мораме да знаеме дека навистина ние живееме во последните времиња.
Нема оваа вечер да зборувам за ескатологијата, нема да зборувам за последните времени и така натаму, но сакам само да напоменам дека навистина живееме во последните времиња, дека тоа доаѓање на Исус Христос е многу близу и дека Христос е тој кој што ќе суди. Затоа апостолот Павле зборува дека ние ќе се појавиме пред Христовиот суд и дека секој ќе прими награда според својата, се разбира, заслуга. Христовиот суд. Јас сакам нешто да прочитам од книгата Откровение, првата глава од 7 до 20. И еве што ни вели Словото Господово. И ете иде со облаците, и ќе го виде секој око, и оние што го пробода, и ќе се расплачат пред него сите земни племиња. Да, амин. Јас сум Алфа и Омега, почеток и крај, вели Господ, кој е, кој беше и кој ќе дојде семојтниот. Јас Јован, ваш брат и соучесник во скрбта и во царството и во трпението на Исуса, бев во островот наречен Патмос заради Словото Божјо и заради сведоштвото на Исус. Во Господовиот ден бев понесен од Духот, зад себе чув глас како од труба, кој велеше: Јас сум Алфа и Омега, првиот и последниот. Тоа што ќе го видиш, напиши го во книгата и испрати го до 7 цркви што се во Азија, во Ефес, Смирна, Пергам, Тијатир, Сард, Филаделфија и во Лаодикеја. И се свртев за да го видам гласот што зборуваше со мене. И штом се свртив, видов 7 златни светилници, а сред 7 светилници еден како синот човечки облечен во долга облека до нозите и околу градите препашан со златен појас. Главата и косата му беа бели како бела волна, како снег, а очите негови како огнен пламен. Нозите негови слични како усвиена бронза, како во печка вжарена, а гласот негов како шум од многу водопади. Во својата десна рака тој држеше 7 звезди, а од неговата уста излегуваше меч со 2 острици. Неговото лице светеше како што сонцето сијае во полна сила. Штом го видов, паднав пред нозите негови како мртов. Тој ја сложи својата десна рака врз мене и ми рече: не плаши се, јас сум првиот и последниот и живиот. Бев мртов и ете жив сум за сите векови. Ги имам клучовите на адот и смртта. И така напиши што виде и што има да стане потоа. Ова е тајната на 7 звезди што ги виде во мојата десница. А на 7 златни светници се 7 звезди, се ангелите на 7 цркви. А 7 цвекници што ги виде, тоа се 7 цркви. Гледайте, интересна работа како Јован вели: штом го видов, паднав пред нозите негови, како мртов. Но тој вели ја сложи својата десна рака врз мене и ми рече: не плаши се, јас сум Алфа и Омега, почеток и свршеток. Бев мртов и сега сум жив за сите векови и ги имам клучевите на адот и смртта, на пеколот и смртта. Клучевите се ке Христос и тие се разбира во негови раци. И овде Исус се опишува како Алфа и Омега, како оне кој е почеток и свршеток на овој свет. И затоа реков дека тој ги има клучовите и тој ќе биде судијата на овој свет. Почитувани слушатели, ја би сакал малку да зборуваме за Божјиот суд. Опис на Божјиот суд. Библијата ни дава јасна слика каков ќе биде Божјиот суд. Прво, она што треба ние да знаеме каков ќе биде Божјиот суд, Библијата ни го опишува како голем ден. Во Јуда првата глава, 6 стих вика: во мрак за суд на големиот ден. Значи Библијата го опишува како голем ден, но меѓутоа и мрачен ден. Потоа во Амос 5 глава, 20 стих вика: денот Господов ќе биде мрак, а не светлина. Тој е мрак и во него нема никаква виделина. Понатаму, тој ден ќе биде ден на Божјата слава. Еве што ни вели
пророкот Езекил во неговата 39 глава 21 стих. Ке ја положам славата своја меѓу народите и сите народи ќе го видат мојот суд, што јас ќе го извршам со мојата рака. Јас ќе кренам врз нив. И потоа вели, тој ден ќе биде ден на отплата. Внимавајте, тој ден ќе биде ден на отплата. Авдија 1.15. Зашто тој ден е Господов за сите народи, е близу. Како си правил, така ќе ти се прави. Отплатата ќе падне на твојата глава. Внимавај, отплатата ќе падне на твојата глава. Како што си правил, така и ќе ти се прави. Потоа, овој ден, зборуваме за денот Господов, за тоа триумфално доаѓање на Господ Исус Христос, ќе биде ден на темнина, ден на жалост, ден на гнев. Еве да видиме што ни зборува пророкот Софија во неговата прва глава, од 14 па се до 18 стих. Ќе видиме што таму на вистина ни е, се разбира, запишано. Книга на пророкот Софонија, првата глава, од 14 до 18. И еве што вели. Близу е Господовиот ден, голем, близу и доаѓа брзо. Горчлив е гласот на Господовиот ден. Тогашка и јунакот ќе заплаче. Тој ден е ден на гнев, ден на тешкоти и невојли, ден на ужас и запустување, ден на мрак и на облачност, ден на темнина и магливост, ден на трубење и на бојни викотници против утврдените градови и против високите стражарници. Ке им ги препуштам луѓето во невојли, ке одат како слепци, зашто грешија против Господа. Нивната крв ќе се развева како прав, нивните трупови ќе бидат фрлени како смет. Ни нивното сребро, ниту нивното злато ќе ги спаси. Во тој ден на Господовиот гнев, огнот на неговата ремност ќе ја изгори сета земја, зашто тој ќе ги уништи, и тоа наскоро сите жители на земјата. Еве читаме каков ќе биде и го опишува денот Господов пророкот Софонија, ден на гнев, ден на запустување, ден на мака. И дури вели дека најголемиот јунак ќе се расплачи и ќе се уплаши од доаѓањето на Господа, се разбира. Затоа реков, тој ден ќе биде ден на отплата, ден на мака, ден на гнев и ден на огон. Ќе отвориме во Малахија 3.19 и ќе видиме што таму ни зборува. Малахија 3.19. И еве што ни вели, се разбира, Словото Господово. Зошто ете доаѓа денот вжарен како печка. Тоачка сите горди и оние кои постапуваат нечесно ќе бидат како слама и ќе изгорат на денот што иде. Вели Господ Савот, и така нема да остане од нив ниту корен, ниту гранчина. Иде денот, се разбира, Господов, и нема да остане ништо. Тој ден ќе биде ден како огон, ден на гнев, ден, се разбира, на отплата, не вели Словото Господово. Тој ден ќе биде голем ден. Потоа вели дека тој ден ќе биде ден на славата Господова. Затоа, почитувани слушатели, пред да настапи тој ден, сега Господ ни дава можност да размислиме каков ќе биде денот. Ова се неколку стихови кои се запишани, се разбира, во Библијата. Постојат уште многу стихови кои Библијата зборува каков ќе биде Господовиот ден. Библијата го опишува, не го опишува како ден на радост, ден на убавина, туку ден на горчливост, ден на гнев, ден на темнина, ден на огон. Затоа, почитувани слушатели, додека вратата на милост е отворена, треба да донесеме одлука, да не затечи овој ден. Затоа што Библијата зборува дека кога овој ден ќе се случи, кога ќе настапи овој ден, кога Христос ќе дојди, кога Архангел Михаел ќе затруби со трубата и ќе се отвори небото и Христос ќе дојди на овој свет, тогаш тој ќе биде како пастир кој ги дели овците и козите.
Од неговата десна страна ќе бидат овците, а од неговата лева страна ќе бидат козите. Одлучи оваа вечер од која страна ќе бидеш ти. Каде ти ќе припаѓаш? Овците ќе одат со Бога и ќе завршат во неговото царство, а козите ќе бидат одвоени за секогаш од Господа. Затоа, размисли оваа вечер и донеси одлука за тебе, за твојот живот, за твоето семејство и за твоите деца. Не размислувај дека има толку многу време. Времето е толку кратко за неговото второ доаѓање, а да не те затекне, затоа што Библијата вели дека неговото доаѓање ќе биде како крадец во ноќно време. Кога никој нема да узнае, тогаш ќе се појави Господ, праведниот судија кој секојдневно сите нас не предупредува. Па и ова вечер Господ не предупредува преку емисијата Гласот на вистината. Затоа, внимавајте. Да внимаваме сите заедно. Бог не предупредува. Тој сака да бидеме со Него. Имајте убава и благословена вечер и се разбира Господ со вас. Ако даде Господ, се гледаме наредната година, 2026 година. До тогаш, Бог нека навистина ви ги отвори вашите очи, ама очи на вашето срце. Пријатна вечер и Господ навистина нека ви благослови. Амин.